Од утре повеќе лекови на рецепти по пониски цени во аптеките ширум републиката. Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски најави зголемување на квотата на позитивната листа за годинава за 80 милиони денари. Фондот за здравствено осигурување на Македонија обезбедил дополнителни 80 милиони денари за лекови на рецепт за последните 4 месеци од годината и со ова ќе се надмине проблемот на кој укажуваа граѓаните дека не можат по поевтина цена да ја земаат неопходната терапија. Новите средства ќе се распределат рамномерно на сите аптеки. Во моментот 942 аптеки имаат 90% искористеност на квотите. Министерството за здравство и Фондот за здравство планираат веќе од 1 септември, значи за неколку дена од сега, да ги зголемат средствата кои што се потребни за лекови на рецепт. Имено во овој момент 942 аптеки имаат искористеност на квотите над 90%, што значи дека постои видлива потреба за зголемување на квотите. Од тие причини, за последните 4 месеци од годината, Министерството ќе обезбеди дополнителни 80 милиони денари за набавка на лекови на рецепт, кои што како тренд подоцна ќе продолжат и во следната година. Изминатиот период 9 пати се намалени цените на лековите. Со рационално трошење на парите на Фондот за здравствено осигурување, останува можност дополнително да се зголеми бројот на лекови кои ќе се најдат на позитивната листа, а тоа значи дека ќе има повеќе лекови за македонските граѓани. Сигурно дека позитивно. Многу убаво, јас ја поздравувам оваа иницијатива и реализација. И се она што е кажано, значи на вистина се остварува. Па мислам дека доста ќе се одреди зашто многу давам за лекови пари. Ајде да не кажам една четвртина од примањата идат за лекови и сопругата јас и така да ептен добро ќе даде. Па не сум запознаен, иначе тоа е убава работа која е поевтината. Убава работа е, убава е. За нас пензионерите е многу убава. Сепак би рекол дека намалувањето е добро за граѓаните, за сиромаштијата, што да речам друго. Од 2006 година до сега се издвојували 1 милијарда 250 милиони денари, а со дополнителните 80 милиони ќе се издвојуваат вкупно 2 милијарди 550 милиони денари за лекови на позитивната листа.